Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кис и Менада. Во нив ќе гледате. Уметничка галерија Тетово со активности по повод Светскиот ден на уметноста. Најновиот извештај на Институтот за јавно здравје бележи намалување од 31% на нови регистрирани случаи на COVID-19. Голем пожар синоќа го зафатил градскиот стадион во Тетово во подтрибинскиот простор. Уметничка галерија Тетово со активности по повод Светскиот ден на уметноста. Од понеделник до петок организираат изложби на неколку локации во градот. По повод 15 април, Светскиот ден на уметноста, Уметничката галерија од Тетово во текот на оваа недела организира креативни уметнички активности на неколку јавни површини во градот. Нивната цел е да придонесе за културниот развој на градот, да создаде можности за граѓаните да имаат полесен пристап до ликовната уметност и да ја развие јавната свест за посета на галерии и музеи. Повод за денешната изложба е Светскиот ден на уметноста. Значи, Уметничката галерија Тетово по тој повод сака да го одбележи Светскиот ден на уметноста. Затоа се предвидени активности на отворено, да се каже така. Почнавме од вчера, значи имавме вчера колективна изложба од ученици од средни училишта, 2 училишта средни. Така да денеска продолжуваме со изложба на отворено со слики на сликарот Еми Рамзаи. Избрани се неколку локации по избор, да кажеме, ајде, пофреквентни, за да луѓето имат аксес, да имат интеракција во нивните. Денеска, како што гледате, уредени се со пановата. Ова ќе биде тука изложено до 6 сатот. Така да од утре почнуваме и со другите активности, се до петок, кога ќе биде затворен овој евент. Граѓаните на Тетово имаат слух за уметноста, ја сакаат уметноста? Целта ни е тоа. Уметноста да ја зближиме кон граѓаните, да биде што поблиско до нив, да имат акцес директен. Пример, вчера имавме и оставивме некои слики за да можат тие директно да сликаат нешто, да создават нешто, па да ги доживат сликите што ги направат. Тоа ни е целтата повеќе. А колку имат и посетеноста ние не посетуват и во галеријата, така да ние правиме се за да ја афирмираме, промовираме културата, уметноста. Тоа ни е целта, како уметничка галерија. Проектот ќе биде затворен на 15 април во 12 часот во просториите на Уметничката галерија, ден со кој се одбележува и роденденот на Леонардо да Винчи, уметник кој е избран за символ на светскиот мир, слободата на изразување и толеранцијата. И натаму се намалува бројот на новозаразени и починати лица од COVID-19. Според најновиот извештај на Институтот за јавно здравје, во однос на минатата недела се бележи намалување од 31% на новите регистрирани случаи. Во периодот од 4 до 10 април регистрирани се 1106 нови позитивни случаи на COVID-19, што е намалување од 31% во однос на минатата недела. Процентот на позитивност се движи од 2,4 до 10,6%, односно во просек 7,3%, покажува последниот извештај на Институтот за јавно здравје. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје, 622 или 56,2%. Регистрирани се заболени лица во сите возрастни групи, а најзастапена е возрастната група на лица на возраст над 60 години, 328 случаи или 29,7%. Најмал број регистриран кај возрастната група од 0 до 9 години, 45 случаи или 4,1%. Во однос на претходната недела се регистрира намалување кај сите возрастни групи, а најзабележително намалување во споредба со минатата недела се забележува кај возрастната група од 50 до 59 или 38,1%.
1%. Минатата недела вкупно се пријавени 175 реинфекции со намалување од 36,1% во однос на претходната недела. Регистрирани се 10 смртни случаи во 4 градови, што представува намалување од 23,1% во однос на претходната недела, кога починале 13 лица. Најголем дел од починатите се од Скопје, 6, а во однос на возраста регистрирани се 9 починати лица над 60 години и едно починато лице од возрастната група од 50 до 59 години. Инаку, помеѓу усвоените заклучоци кои Комисијата за заразни болести ги достави до главниот координативен кризен штаб е и укинувањето на обврската за носење на маски за време на физичката настава во средните училишта, како и укинувањето на забраната за екскурзии и настава во природа. Главниот координативен кризен штаб на петата седница го усвои заклучокот. Усвоен е и заклучокот за укинување на обврската за носење на заштитни маски во затворен простор, со исклучок на здравствените установи, јавниот превоз, аптеките и домовите за возрастни лица. За усвоените заклучоци, владата ќе расправа и одлучува на следната владина седница. Се наоѓаме во незапаметени ситуации кога никој ништо не може да предвиди и никогаш немало толку драстични промени на берзите како сега, истакна во интервју за Макфакс председателот на регулаторна комисија за енергетика Марко Бислимовски. За жал, овие се ситуации кои што се незапаметени, никогаш немало такви драстични промени од кога постојат берзите, ниту на нафтата, ниту на природниот газ, ниту на електричната енергија и е период кој што да се надеваме дека ќе заврши и конечно ќе добиеме една стабилизација и предвидливост на цените, бидејќи сега за жал никој ништо не може да предвиди. Ние имавме периоди кога започна инвазијата и цената на електричната енергија на берзата во Хупекс. Во Унгарија Хупекс, која што е референтна и за нашиот пазар, цената достигна на електрична енергија, достигна некои денови 500 евра за мегават час. Инаку за споредба, во првата половина на 2021 цената на електричната енергија беше помеѓу 50 и 60 евра за мегават час. Значи, тоа е сериозен проблем пред се за компаниите кои што немаат предвидливост, не можат да си ги предвидат своите трошоци и за електрична енергија, и за природен газ, и за нафта, а се разбира, тоа и текако влијае и на цените на електричната енергија кои што ги определува регулаторната комисија за енергетика. Голем пожар синоќа го зафатил градскиот стадион во Тетово во подтрибинскиот простор. Тетовската територијална противпожарна единица интервенирала со 4 возила и 9 пожарникари. Синоќа, значи, во вечерните часови, околу 20:35 минути, во територијалната противпожарна единица Тетово, од страна на многу граѓани имавме повик дека кај градскиот стадион избунал пожар. Отидовме на лице место, видовме дека се работи за една работилница која е испод трибините на градскиот стадион во Тетово. Не можевме одма да почнуваме да интервенираме. Имаше многу експлозии од страна на трафостаницата тука која постои за напајување со струја на целиот стадион. Но за брзо време дојдоа екипа од страна на Евана, го исклучија струјата и почнавме да тој пожарот да интервенираме. Ние почнавме пожарот да го ставиме под наша контрола, употребувајќи вода и пена. Значи имаше една голема количина на запалени гуми и пожарот за кратко време, значи, го ставивме под наша контрола и пламените јазици не ги оставивме да се прошират, бидејќи постоеше опасност пламените јазици да се прошират и низ трибини горе на пластичните седиште, кај што ако го оставивме, значи пожарот ќе се проширеше низ целиот стадион, па чак и ќе направеше и уште многу поголема штета.
Во продолжение следуваат деталите од случувањата во изминатото деноночие регистрирани од страна на полициските службеници на Титовско-гостиварското подрачје. Полициски службеници вчера околу 16 часот и 30 минути во присуство на социјален работник и адвокат за малолетници лишиле од слобода малолетничка од Тетово, која претходно и се заканила и со остар предмет се обидела да ја нападне незината 42 годишна мајка од Тетово, но била спречена во намерата. Малолетничката е задржана во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот и против неја ќе следува соодветен поднесок. Вчера во 16 часот и 35 минути во СВР Тетово повикан е 52 годишник од Тетовска Стримница, кој 2 часа пред тоа бил пријавен од 52 годишен тетовец дека околу 13 часот и 30 минути физички го нападнал во неговата деловна канцеларија на улица Јана во Тетово, а му оштетил и дел од опремата. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера вечер исто така во 22 часот и 15 минути во СВР Тетово пријавено е дека настанал пожар во стара некористена куќа на улица 29 ноември во Гостивар, сопственост на 61 годишникот Гостивар. Нема повредени лица. Со интервенција на Гостиварската територијална противпожарна единица, пожарот целосно е изгаснат. Во текот на денешниот ден ќе се врши увид од екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Над 230 сообраќајни прекршоци повеќе се регистрирани во првите 3 месеци од годинава во споредба со истиот период лани, информираат од СВР Тетово. Во првите 3 месеци од оваа година на поширокото тетовско подрачје биле преземени вкупно 2041 мерка за сторени потешки сообраќајни прекршоци или над 230 повеќе во споредба со истиот период лани. Најголемиот број од мерките, дури 1527, се однесувале на управување со брзина поголема од пропишаната, односно за пребрзо возење, потоа на недавање предност на пешаци, непрописно престигнување и така натаму. Во овој период исто така поради утврдени недостатоци и разни видови прекршоци, санкционирани и исклучени од сообраќај биле 303 возила, најмногу за истечена регистрација до и над 30 дена, 80 за затемнети стакла, односно за вградени неатестирани фолии, 57 за констатирана техничка неисправност и друго. Во првото тромесечје годинава на тетовските патишта и улици исклучени од сообраќај биле 827 возачи, односно 290 повеќе во споредба со минатата година во овој период. Од нив 475 управувале без положен возачки испит и валидна дозвола. 174 возачи биле почетници, 134 управувале под дејство на алкохол, 36 со впишана забрана за управување, 5 со несоодветна категорија и 1 поради други причини.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!